Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа забележа нов најдобар пласман во историјата, откако на најновата ВТА ранглиста се најде на 191-та позиција. Тетовката речиси еден месец нема настап на ниту еден турнир поради повредата на раката во квалификациите на Австралија Опен. Сепак одличната залиха на поени и лошиот настап на конкурентките и донесоа најдобар пласман во кариерата. Ѓорческа напредуваше една позиција, откако на минатото рангирање беше на 192-то место. Нашата тенисерка има 284 поени, а враќањето на тениските терени е најавено за средината на месец март. Во конкуренција на двојки Ѓорческа имаше пат од една позиција и сега со 539 поени е на 138-то место во светот. Утре на програмата ќе бидат првите полуфинални надпревари од Националниот фудбалски куп на Македонија. Екипата на Шкендија повторно ќе гостува на националната арена Филип II во Скопје против Вардар. Тетовци со истиот противник се сретнаа и во недела, но тогаш во рамки на првенството на Македонија. Шкендија тој надпревар го загуби со 3:1, но загрижува играта и залагањето на играчите на теренот. На надпреварот од Купот на Македонија екипата на Вардар влегува како фаворит, пред се поради пласманот на табелата, но тука ќе има и реванш надпревар кој ќе се одигра на градскиот стадион во Тетово. И екипата на Шкендија токму тука ја гледа својата шанса за пласман во финалето. Тетовската екипа е актуелен освојувач на Купот на Македонија, откако минатата сезона во финалето совладана беше екипата на Скопски работнички. Дуелот на националната арена Филип II ќе се одигра утре со почеток во 14 часот. На вториот полуфинален надпревар ќе се сретнат екипите на Брегалница, Штип и Пелистер. Овој меч ќе се одигра исто така утре, но со почеток во 17 часот. Тетовските одбојкарски екипи утре го продолжуваат настапот во четвртфиналето од одбојкарскиот куп на Македонија. Екипата на Лешок има убедлива предност од првиот надпревар од 3:0 против Проби Штип. Сепак овие две екипи во саботата одиграа надпревар во рамки на првенството на Македонија, а екипата на Проби Штип го доби дуелот со максимални 3:0. Лешок, иако има голема предност од првиот надпревар, сепак резултатот од првенствениот дуел треба да биде предупредување за тетовските одбојкари, дека не е се завршено во овој двомеч. Вториот тетовски представник во машкиот дел од Купот на Македонија, екипата на Лирија од Жеровјане, веќе ги заврши настапите. Екипата од Жеровјане, иако имаше предност од 3:2 од првиот надпревар, сепак на реваншот беше поразена со 3:1 од Вардар. Во женскиот куп на Македонија, екипата на Универзитет Тетово на домашен терен ќе го пречека Битолски Пелистер. Тетовските одбојкарки имаат предност од 3:0 од првиот надпревар и реваншот во Тетово ќе биде само формалност. Одбојкарките на Бамикор како големи аутсайдери патуваат на реваншот против Јанта Волеј. Екипата од Скопје има предност од 3:1 од првиот дуел кој се одигра во Тетово и речиси има обезбедено пласман во полуфиналето.